Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш со Драга Милосавлjević и Горан Момировски. Вечерва наш гост и не членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН господин Сашо Клековски. Добра вечер. Јас секој сакам да Добро додадам. вечер, добро време. Да додадам сега Поели, пред додај, најавата. Значи, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН една функција, и тоа мора да кажем дека Сашо Клековски е човек кој што повеќе од 30 години е дел од јавниот живот, хуманитарен работник, може да кажеме на почетокот. На многу почеток. На почетокот, да. Човек што ги анализира состојбите, правил и анкети, учествувал во изработка на анкети, човек што нудел решенија, утврдувал проблеми во општеството, значи вака некако многу скромно ми е кога се каже член на извршен комитет на партија. Повеќе ова другото за мене е причината за гостувањето во емисија. Ти благодарам. Горан, види, во основа јас сум посветен на Македонија. Функциите во кои сум посветен на Македонија се менувале. Во раниот почеток тоа беше преку граѓанскиот сектор, потоа имав инициативи во приватниот сектор, анкетите се во приватен Но сепак јавен, Да, и на крај на 57 години одлучив и тоа да го пробам низ партискиот живот, од едноставна причина што на крај партиите се едно од најмокните алатки за промена во општеството. И јас сум посветен на Македонија, сакам Македонија да биде подобро место за живење, за мене, за идните генерации, и таа љубов наоѓам начин како да ја изразам. Со статус кво не ни се допаѓа. Значи, клучниот проблем во Македонија што не тргаме од тоа дека ако ништо не смениме, резултатот нема да се смени. Значи, за да се смени резултатот не ни се допаѓа. Не ни се допаѓа каква е државата и општеството во моментот. Значи, мора нешто да смениме и тука мислам дека може би го спомнав и претходниот пат, јас сум релативно добро вклучен во ВМРО ДПМН. Има многу поголем простор за расправа и дискусија отколку што очекував. Нели во јавноста често се збори партиите се авторитарни, лидерите одлучуваат за се. Да, лидерот има свое специфично место во партијата. Меѓутоа, например, сениците на извршниот комитет траат и по неколку часа, некогаш и 5-6 часа, и сите имаат можност да го кажат своето мислење и да влијат на одлуките на партијата. Значи, и од таа страна, моето учество во извршниот комитет на ВМРО ДПМН е да најдеме начин како да дојдеме до промена во Македонија за да смениме резултатот, да Македонија биде подобро место за живење. Токму тоа вечерва ќе го разговараме, го решенијата. Да, внатре-партискиот живот, демократски и така натаму една работа, меѓутоа употребивте во два наврата за Македонија, работите за Македонија, сакате. Мора да признам, оваа реченица е кажана стотици и илјадници пати од десетици наши политичари, и Бранко Црвенковски на времето работел за Македонија, и не знам, и Клюсев некогаш нешто бил за Македонија, и кој сакаме поред. И Заев тврдеше дека работи за Македонија, и актуелниот Ковачевски. Меѓутоа едно е кога тоа е само флоскула, кога тоа е само реченица која што се кажува про форма, а друго е кога тоа има суштинска смисла во себе. Па во основа да, за жал кај нас многу работи остануваат на зборови. Види, веројатно не е само кај нас така, веројатно во политиката станува се почесто да се зборуваат работи што треба да се допаднат на јавноста за да се изголеми шансите за победен избор или повторен избор. Мислам дека во основа која јас и други членови на ВМРО ДПМН, верувам и на други партии, говорат дека е за Македонија, дека тој го мислиме. И се обидуваме да го направиме на дела. Анекдотски ќе кажам, јас сум сигурен дека кој да биде председателски кандидат на ВМРО ДПМН, ќе биде председателски кандидат кој не сака да се исели од Македонија. Паралела со изјавата на Петро Педаровски, кој што го кажа тоа, нели? Љубовта кон Македонија
значи да бидеш тука, да живееш тука, да истраеш тука и покај сите неволи и сите проблеми што има, се уште да ја сакаш. И да планираш својата иднина тука без разлика дали некој ќе победи, е председател или премиер или било што. Апсолутно, значи, Да. значи сите ја сакаме Македонија, ма таа љубов е различна и со различен квалитет. Значи јас сум убеден дека имаме најмалку 5-6 кандидати за председател што се разговараат во моментот во партијата, дека ниту еден од нив не би се иселил од Македонија ако не биде председател. Јас се надевам дека и Пендаровски нема да се исели од Македонија кога ќе му заврши мандатот, без разлика што го кажа тоа еднашка. Меѓутоа пораката што испраќате Да, беше катастрофално. не бигава депресивна, луѓе бегат и после ќе збориме за стратегија против иселување. Видите, ако лидерството не зрачи со сигурност, со доверба, со посветеност, со интегритет, џабе се стратегии против иселување, па стратегии по полициите на министерствата и на владата има колку сакате. Прашањето е лидерство со водство со покажување, со показ да јас со пример покажам дека да, ќе не биде, ќе работиме заедно и заедно ќе не биде. Не е дека некој од нас ќе не биде. И тука мислам дека е битно да бидеме што поактивни. Тоа беше еден пример. Ми поставуваат прашањата, па исти сте и СДСМ и ВМРО, ДПМН, турката тесно партиски. Многу интересна тема што ја турка власта според мене, тоа гледам СДСМ го прави, сите сте исти, сите сте ѓубриња. Видите, пошто они веќе толку длабоко потона, посебно СДСМ, кризата на левицата не е македонска, е европска. Тоа е криза на идеологија, криза на доктрина, што ќе застапува социјалдемократска партија во денешното општество, каде што најголем дел од тоа што некојаш било социјалдемократија веќе инкорпорирано во позитивното законодавство од тип на заштита на работници, даноци. Освен бројот на часови во работната недела. Тоа е нешто каде што... Тука може десница да бидат, екстремна десница. Значи, во основа, они немаат што да прават, осим да повторуваат две работи. Прво, дека они се за ЕУ, а дека другите се против ЕУ. И сега тука нели има еден куп пиканте што они ги употребуваат во нели која сака да бидат поблаги, тоа левица влијава на ВМРО ДПМН да биде проруска, која сака да бидат пооштри, дават изјави дека има во ВМРО ДПМН, во МПЦ, во академијата има руски агенти и тоа такви изјави даваат луѓето кои се задолжени да гонат странски агенти во Македонија, не да дават изјави на телевизија дека имало странска агентура. Но ако немате црсти докази за тоа, ако немаат црсти докази за тоа, а да обвините МПЦ која што за добар дел од религиозното население е авторитет, или на крајот на криштата да ајде ВМРО е партија, меѓутоа да обвините академијата дека има руски агенти во себе, тоа се обвинувања кои што имаат сериозни реперкусии ако немате докази. Ама тоа стана нормална наводка, се плюка по политичкиот ривал, а истовремено власта ги има сите алатки, јавно обвинителство, полиција, да ги гони таквите работи кои ќе излезат на пресконференција ќе плюкаат. Па дајте доста плюкање, одите, апсите кои има за апсење, ако има стварно агенти на странски држави кои работат против интересите на Македонија, одма да ги апсите. Не да искачете по телевизии да не треба да почне да се апсат себе си. Тоа е малку проблематично. Ние точно знаеме за случаи каде што руски компании се дел од македонски тендери распишани од владата, каде што владини функционери партиите од власта првиот надзор што го избра за Бехтеленка, фирмата од Загреб е руска собственост, директорот е русин докторант од Ташкент. Се гледа на веб страна, не треба многу наука, затоа русите си ја купиле таа фирма во Загреб, таа е хрватска фирма, ама во руска собственост. Значи, компанијата се увезуваше дизел, бензин за Македонија од Софија, исто така Лебедев човек на Кремљ. Затоа викам, ова е првата алатка за односи со јавноста, дека они се запројеу ВМРО е за анти-ЕУ, а во основа на дела ќе видите дека дуи и СДСМ се во основа антиевропска коалиција. На дела. Еве веќе спомнавме
неколку. И нели најголемото дело против Европска унија е корупцијата. Поголемо дело против Европска унија не може да има. Втората манта што се повторува е сите се исти. Значи, ние сме корумпирани, а МВР и овие се корумпирани. И повторно само на збори. Еве, сега ВМРО-ДПМН има власт. Ако има корупција, каде што има ВМРО-ДПМН власт, тоа се општините, нека појде јавниот обвинител, нека потегнат кривични извои, ние се алатките. Кликовски, немој да ве молам, ќе ве послушаат Не за им ова. давајте идеи, ова е. да. Ќе ве послушаат за ова, може да влезат во некои... Ако, значи, јас верувам дека најголемиот дел, ја верувам дека и во другите политички партии, најголемиот дел од другите се честни и наместо лепење етикети на цели заедници, на цели партии, нека се види, ако има некој таков, нека се потегне обвинение. Истрага, Меѓутоа не политички скроени обвиненија. Но поминува ли тоа, Кликовски, рековме вие со анкети се занимававте едно време, поминува ли тоа? Ја не гледам дека поминува. Се смешно е, вели Драган, сериозни обвинувања упатувале. Обвинувањата може да делуваат сериозно, меѓутоа луѓето не ги доживуваат сериозно. Види, ако еднашка викнеш волк, Така? може ќе поверуват и луѓето ќе погледнат према тебе. Кога втор пат ќе повикнеш волк, може би пак ќе ти повторат. Ама трет пат кога ќе викнеш волк, а волци нема, тогаш мислам дека се губи било каков кредибилитет. И затоа гледате, има зголемување на риториката. Порано беше, не знам, руско влијание вакво, сега се руски агенти. Значи се засилува риториката. Значи едно е влијание преку пријателски здруженија, имам веројатно друштво за македонско-руско пријателство и тоа е легитимно. Тоа е различно бигавање шпион за друга држава. Мислам дека СДСМ и дуи на таа карта играат. Во академијата имате луѓе кои се занимаваат со руско-македонското пријателство низ призма на лингвистиката и тоа е легитимна работа. На универзитетот имате центар за руски јазик, мислам. Тоа треба да го расчистиме, да имате некаков сентимент, меѓу голем дел од македонците има сентимент проруски заради религијата некаква, но тоа не е кривично дело. Не би се сложил, значи на анкетите не можам да го видам тој сентимент. Ние фундаментално во сите подречја сме прозападно ориентирани. МПЦ да ја земеме. Погледни култура, погледни образование, погледни економија да не зборам. 88% нашата трговија е со ЕУ 20. Печалбарите ни одат таму, се јасно. Значи, тоа е многу длабоко. И јас во листата на пријателски земји одговорно тврдам дека во секое време САД, Германија и Турција, за Србија да не зборам, се многу повисоко од чувството дека Русија ни се пријатели. Ми се чини дека јавното изразување на симпатии према Русија секако се дел од православното и словенското наследство, меѓутоа повеќе се инат Кон оваа влада. Кон ово што се продава како запад во Македонија. Ово не е запад. Ете го холандскиот амбасадор вика, ово не е запад. Еве сега со помалку сам почнува ЕУ амбасадор да говори. Ово не е запад, ово не задоволува стандарди на владење. Ќе добиеме мониторинг на судскиот совет. Зошто? Зашто многу е добар судскиот совет. Не. Затоа што не го бигава. Нешто друга поента со МПЦ. МПЦ е дел од православната екумена каде што патриархот руски Кирил е еден од главните луѓе таму. Они по службена должност имаат соработка без разлика, но по службена должност и сега вие не можете да обвините МПЦ, се не брана МПЦ, може сама се брани, ама не можете да создавате тези врз основа на некакви лажни аргументи. Тоа е тоа што и мене ми иритира. Во идеолошка смисла, може ли само да го кажам тоа? Во идеолошка смисла, колку е тоа гротесно кажува фактот дека ДУИ во својата основа е марксистичко-ленинистичка една групација. Тоа се почетоците на ДУИ, тоа се класично проруски играчи, барем пред 20 и неколку години, а сега само е наследник на СКМ, исто така поблиски до русите, здравје на овој свет. ВМРО-ДПМН никогаш го нема да тој предмет во историјата. Јасно и тој е делумно и со... Но треба да се повторува тој е очигледно. делумно и со албанофобијата и бугарофобијата во Македонија. Албанофобијата и бугарофобијата во Македонија е длабоко вкоренета во естаблишментот, во комунистичкиот естаблишментот. Само да подсетам,
дека СДСМ организира протести во град Скопје, лупа по бараките на град Скопје и вика бугари, бугари. Да подсетам дека се уште нивните тролови на интернет пишуваат за Данела како бугарка во погребна смисла. И сега тие очекувате од една партија која отворено поддржува антибугарски чувства во Македонија и прави хајки против одредени луѓе зашто се бугари, да тврди дека е за ЕУ и дека е за добри односи со Бугарија. Да. Тоа е чисто опортунизам. СДСМ изчистено од суштина. Ама не може дома да употребувате бугарки у погредно значење и после да зборите дека сте за добри односи со Бугарија. Па не само дома, на социјалните мрежи луѓе јавно го кажуваат. Да не зборам за една плејада на луѓе кои што сега се продаваат за европејци, а во времето, ја ќе спомена Бранко Тричковски, беше дописник од Софија и тој е човекот кој што ја создаде основата, голем дел од основата за антибугарско расположение во Македонија. Значи, лично луѓето кои што го правеле тоа, комунистичкиот естаблишмент на Македонија, стариот естаблишмент, не зборам за новите генерации, е носител на таа бугарофобија и антиалбанство. И мислам дека луѓето го препознаваат тоа. Па видите, за жалка дел од јавноста има кратко паметење и се паметат, пошто нели се редат скандали ден за ден и веќе не можеш да запамтиш ова недела колку скандали имало, а да не збориме дека овие што сега се продаваат за европејци пред 20 години што праве во Македонија. Така да мислам дека тоа е пиарот, луѓето треба да разберат или да не разберат и да се определат дали сакаат една или друга опција, која е подобра опција за Македонија. Јас сметам дека ВМРО-ДПМН е далеку подобра опција за Македонија и дека ќе ја врати Македонија во правилна насока на движење. Може ли предодиме на другите посушински теми, да фатиме барем дел од аферите? Едно идеолошко прашање. Минатиот викенд имаше некаква конференција на социјалдемократската младина во Охрид, таму се изнаредија десетина луѓе од врвот на партијата, а она што мене ми остана така фрапантно шокирачки, двајца високи функционери, Стефан Богоев, сега директор на Царина, потпредседател чинава дека на партијата, зборува за лојалноста, зборува пред млади луѓе, зборува за лојалноста како императив, како приоритет на Социјалдемократскиот сојуз, лојалноста, внимавајте, заедно со некои други карактеристики на младите луѓе, ама лојалноста ја потенцира, и генералниот секретар кој што зборува за колективна свест. Дека колективната свест треба да донесе напредок во државата. Тоа што го збориме претходно, во 21 век, 23 година, двајца највисоки функционери на партијата зборуваат за лојалност и колективна свест. Извинете, ама ова мене ми личи на Полска, Чешка, не знам, веројатно од 1960 година. На крајот на комунизмот во Македонија имаше повеќе демократија во СКМ-ПДП, ми се чини тогаш. Да, се велеше доволно демократија да нејзиниот лидер одлучи да даде оставка после низа на порази или како беше, веќе не се присеќам. Во основа мислам дека партиите од посебно во СДСМ, пошто е левицата во криза, социјалдемократијата во европска криза, не ли гледате колку во Шпанија, во Португалија, во Грција, колку алтернативни левици се прават на класичните социјалдемократски партии. И за мене и зелените во Германија се алтернатива на луѓето што би требало да гласат за социјалдемократската партија, ама веќе не гледат никаква идеолошка матрица во таа партија. Поместувањето, такото поместување значи дека во партиите, во СДСМ се повеќе ќе гледате клановски борби. Не знам, фракцијата на Карпуш, која веројатно сега владее со СДСМ. Значи не е веќе Скопско крило, сега е Карпушово восстание. Па мислам дека значителен дел од функционерите, од председателот, генералниот секретар, подпредседател на влада,
директори на важни институции се откажат од општинска Но тоа организација. функционерство нема врска со идеологија, тоа беше зборот. Велите, Збориме за клиентелистички односи, не. Значи нема веќе идеологија. Не, Тоа е не, поентата. идеологија во Европа, тоа сакам да кажам Клековски, во Европа се согласувам дека постои криза на идеологијата во левицата, особено во тој социјалдемократски корпус. Меѓутоа кај нас ми се чини, моје мислење, потврдете или негирајте ме, да социјалдемократијата е исчистена од било каква суштина идеологија години нараза. Значи кризата кај нас, ако воопшто може да зборува за криза, е почната и завршена пред многу години. Сега е само залепена за оваа општа европска криза на социјалдемократијата. Да, видите, ја во една прилика пред доста години реков дека Зоран Заев, како градоначалник на Струмица, како приватен стопанственик и како голем верник, еден од главните потикнувачи на изградбата на една од најголемите цркви во Македонија. Не знам дали е доградена, не ја следам ситуацијата, ама се собира пари преку сметките на комуналното предпријатие за да се Не гради. одеше 1 евро за црквата, едно за вице не беше Ова тоа. на сметките 100 денари имаш. Значи по такво едно профилирање Заев не би можел да биде Социјалдемократ. социјалдемократ. Модерен Би социјалдемократ. требало да биде либерал или десно од либерал, да биде во друга секција од општеството. Зависи на волјата и во ВМРО-ДПМН имавме луѓе кои не беа одаз на семени вредности, бидејќи во најконзервативната смисла има работи што не припаѓа на семени вредности. Например, во Германија, во ЦДУ, се знае кој е профилот, кој може да биде председател и кој може да биде премиер. Иако, морам да кажам тоа, министерот за здравство Пронешен Шпан беше отворен хомосексуалец во брак со друг човек, нешто што на традиционалниот конзерватизам не припаѓа. Но Германија е, ми се чини, различна приказна, Поинакво општество, да, апсолутно. поотворено, полиберално општество. Сакам да кажам и сега веројатно во недостаток на зашто ќе се на што ќе правиме разлика, пошто и таа една разлика не успела да ја внесат во даноците за прогресивен наспротивамен данок. Тука има Па го враќаат еднаш. Треба да го Како менуваат. нова линија на поделба се внесува LBGT прашањето. Чисто колку да има нешто за да се направи разлика меѓу левица и десница и левичарите во нашето општество да се заплашуваат со нешто ако ВМРО-ДПМН дојде на власт. пали вештачки, Пристап кој најмногу нанесува штета на самата LBGT заедница, пошто ја партизира агендата. За било која заедница нема ништо полошо ако агендата и се партизира. Тоа значи дека секако ќе дојдат до ситуација да во еден момент загубат кога некои ќе бидат на власт и ослободување на таа агенда и департизација на таа агенда ќе биде исто како со шарената револуција. Добро, Заев таму си кажа јавно, прво ќе ги соберам, а после ќе Ќе им направам што им треба. направам, ќе Ама- водам љубов со нив. Ама тоа направи штета на една кауза од која СДСМ тешко Не направи штета, ја уништи, ние немаме сега граѓански сектор. тешко ќе се опорави од тоа што се направи тогаш. И СДСМ, не само Но во не само прагматична други. смисла, Дефинитивно, Клековски, вие сте многу погоден за овој вид на разговори. Во некоја прагматична смисла. Тогаш господинот Зоран Заев, мислам дека употреби терминот ќе соберам и шути рогато, ако не се лажам, и навистина собра на своја страна луѓе кои што ни природно никако сакате не би можеле да бидат во еден ист круг. Имаше од отворени ЛГБТ до исламистички екстремисти. Преку Лјупчо Георгиевски, Да, луѓе што никако не би можеле да ги ставите на иста линија. ВМРО-ДПМН, иако постојат такви повези, соберете се живо на ваша страна, многу внимателно балансира во тој поглед. Не прифакате компромиси по секоја цена, нека дојде секој со нас, па ќе видиме после како ќе биде. Добро, имаше еден период во минатото кога заснувано на анкетите, пошто многу се гледа како е демографската структура на симпатизери на гласачи, кој е за, кој е против, каде што се правеа некакви одстапки на екстремно десно, да кажам, за да не се дозволи појава на партија која ќе биде подесно од ВМРО-ДПМН. Мислам дека сега го надминавме тој проблем. ВМРО-ДПМН
дозволи да има подесни опции. Секако И дека не се ги вика има, да. десница, ама се подесни опции од ВМРО. и то не значеше никаков значен одлив или губење на поддршка на ВМРО ДПМН. Секако во остварување на наредните чекори, бидејќи видите со Преспа Македонија се девастираше. А не само со спомена на името, туку со унисувањето на институциите. Значи стана окей да киднапирате пратеници и да ги држите 48 сати. Тоа се случи после Преспа. И да се спречи поаѓање на влада. Мислам, тоа валја ни Садам Хусейн така него Он има малку поинаков систем. работа. А може би не се враќале луѓето, ама ова е на граница со тоа. Збориме за Кастриот Реджепи, Да. човекот кој што таму пред Нова година некаде како беше го исчезна одеднаш, така? Го снема, И требаше да после се гласа откри дека е- Да, и после жена му кажа Жена дека му кажа. Макрон на телевизија рекол дека Македонија ќе влезе во ЕУ, ќе почне преговори. И тие се опасни работи. Значи, еден макиавелистички пристап кај што целта ги оправдува средствата ќе не уништи. Ново насилно менување на уставот ќе остави трајни последици. Луѓето ќе сватат дека ова е, мислам, многу мина и сега мисля дека немаме излез. Меѓутоа, таков еден чекор ќе биде уште покатастрофален. И затоа ние можеби сега сме отворени за постизборна соработка, неизборна соработка, постизборна соработка, можеби на една поширока основа од тоа што е сега коалицијата на ВМРО ДПМН, за да се обидиме сите сили да ги впрегнеме во враќање на Македонија во правилна насока. Ова не оди во добра насока. Па не е само насоката, институционалната основа на Македонија се распаѓа и ова што го зборувате вие сега, претпоставам дека некаква позиција на извршниот комитет, влева надеж дека може да се оправат работите заради тоа што јас во неколку наврати во мојата кариера сум се соочувал со ваква недостаток на енергија, да речам. И 1997 година, кога беше крајот на водењето на СДСМ, значи многу слична ситуација. И 2006 година пред изборите СДСМ владееше, не знаеше што со себе. Че се разбираме, блиски луѓе тамо и знаевме, не функционира институциите. Луѓето чекаа да падне владата едноставно. Чекаа во последните месеци да падне владата. Сега гледате дека институциите ги води ДУИ, не СДСМ. Иако ДУИ тоа го одбива да го признае, вели не, ние сме само помал партнер, јас сум разговарал со повеќе луѓе од ДУИ, се дури се навредуваат кога им кажете дека вие сте главни во државата. Не, па видите кој го води најголемиот проект во државата, Бехтеленка. Тоа е спрема НИФ 1.300.000, така. А кој го води? СДСМ. Па дефинитивно и директорот на јавни патишта и координаторот. Министрот за транспорт Го викна на пресконференција. После неколку месеци го викна да биде указ на телевизија. Но тој ќе пишува. Ќе потпишува, се извинувам. Тој ќе Со сека потпишува. нека му е. Денеска видов вест дека Михаил Маневски поднел кривична пријава. Можеме да имаме различни мислења за Михаил Маневски во основна идеолошка основа, но едно знам дека е одличен правник, дека е темелен и полн со енергија. Чув дека е 27 страни пријавата. 27 страни, Така, прилично да, темелна и ние вчера ја објавуваме деломно, во понеделник ќе биде гостин господин Маневски. Сакам да кажам со среќа нека има. Јас знам дека многу функционери на СДСМ веќе одбиваат да потпишат било што. Така. Пошто се свесни дека бродот тоне, а други потпишуваат зашто се недодирливи, неказнени. И тоа е суштинското прашање. Дали ВМРО ДПМН ќе расчисти со секој криминал и во своите редови, и во СДСМ, и во ДУИ, и секаде каде што има криминал. Дали има моќ општеството да го издржи тоа што треба да се случи во држава? Види, значи ние ќе се вратам на почетокот. До сега како што беше не доведе до тука. Ово кај што сме тука не ни се свиѓа. Така? Ако сакаме да се смени ово што не ни се свиѓа, мора нешто да смениме наназад. Значи, ние мора да скинеме со клиентелистичката држава. Ние мора да скинеме со партиите како клиентелистичка база, а не кои само се додворуваат на нови потенцијални групи или поединци за да се опстане на власт. Значи, ние мораме да ги направиме промените. Првата промена е интегритет.
Втората со интегритет доаѓа сузбивање на корупцијата. Затоа едно од битните прашања што ВМРО-ДПМН го истакнува е дека следната влада мора да биде без ДУИ. Значи, ДУИ е најдолго на власт од сите политички партии во Македонија. Затоа се заслужени секако и ВМРО-ДПМН и СДСМ посебно меѓународната заедница. Пошто да посетам, првиот избор на ВМРО-ДПМН беше ДПА. 2006. И тога со станците на сила го натера ВМРО-ДПМН со закани да дојде до мајскиот договор и да прави влада со... 2006-2008 година веќе влезе ДУИ во влада. Да. Значи, најдолго се во владата, нели, колку подолго си во власта и колку повеќе мок имаш, има поголеми шанси за корупција. Викат мок еднакво на корупција, ама апсолутна мок еднаква на апсолутна корупција. И ние сме во таа точка. Бујо Османи се фалеше дека они се спремни на секаков ветинг, еве први ќе почнат, они ќе се понудат странци да прават ветинг, аудирајќи дека ВМРО-ДПМН нема да прифати. И за неколку дена стигна ветингот од Стејт департмент или од за Рамиз Мерко, и 3 дена се крија како глувци, не знаеа што да кажат и релативизира на секоја можна насока. Па не само 3 дена, не се уште официјално се кријат. Рамиз Мерко го забрававме Рамиз Мерко, сега чекаме нов кој ќе биде след. Сакам да кажам, тоа е неодржливо. Не е дали ВМРО-ДПМН го сака тоа или не го сака. Неодржливо. Вака Македонија не може да продолжи. Готово е. Ние влегуваме во јасно грчко сценарио со зголемени социјални трансфери, со бизнис што бега, со корупција невидена. Ние влегуваме во класично грчко сценарио, само што кај нас нема кој да не спасува. Нема се појави Мерикал со 300 милиарди. Видите како кругот, 78% за функционерите. Не е дека нема менеджмент позиции во власта каде што треба да се привлечат квалитетни кадри, пошто треба да менеджираат предпријатија со огромни ресурси. И таму ви треба некој менеджер, не ви треба партијаш. Ама тоа предизвика лавина на барање, кај што веќе никој не расправа дали оправдано или неоправдано, туку вика овие земаа 78, пошто тоа е лидерството. Уставен суд се бил крив, патем и уставните суди си наплатија. Сами си ги зголемија тоа е посебна приказна, да. Платите. Не, сакам да кажам, и сега ќе има бран на зголемување кој никој не прашува дали се одржливи. А долгот е за двојно значи, сите поголем. викаат Груевски украл, Волко оноку со Скопје 14, кој буџетот беше половина од овој. Сега нема Скопје 2014, а буџетот е 2 пати поголем. Па кај се парите? Околу Прашање за $1.000.000. Значи, ние мораме да најдеме начин. Волјата во ВМРО-ДПМН е силна да демонстрираме способност и борба против корупцијата. Едно од клучните барања за наредниот период на водење на државата е да добиеме поддршка за влада без ДУИ. Не влада без албанци, за да не местат одма овие албанофоби. Мислам, албанофобите ќе викат овие се албанофоби. Туку влада без ДУИ. ДУИ да се одмори малку во опозиција. И да се реформира. Како ВМРО-ДПМН што се одмори, да направи еден ветинг, ама самостоен ветинг. ВМРО-ДПМН направи ветинг, значи помина низ тој процес. Колку да беше болно, видни кадри на партијата кои многу лесно ќе победуваат на избори, не се ни во потесното ракоство, не се ни на листи. Само заради постојањето ризик да постојано бидат малтретирани од наследниците на специјалното јавно обвинителство. Но политичката волја е една работа, таа е основата. Без политичка волја немате ништо во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Но да бидеме искрени, освен политичка волја, потребен ви е чесен кадар кој што ќе може да го спроведува тоа. Потребен ви е баланс со меѓународната заедница која што можеби ќе сака заради своји причини да заштитува некого. Потребен ви е борба против
прилично гласна една медиумска банда, ќе ја наречам, која што веднаш ќе рипне дека ВМРО ДПМН се одмаздува, дека прави политички реваншизам и така натаму. Па потоа потребна ви е борба, веројатно, и да бидеме искрени, со луѓе во сопствените редови кои што грешеле или ќе сакаат да грешат, затоа што тоа е човечка природа. Значи, политичката волја е основата, но не е само тоа. На ВМРО ДПМН му потребни му се веројатно уште 6, 7, 8 други работи кои што мора да ги задоволи за да успее во ова веќе станува фундаментална борба за преживување на државата. Секако прво едно што е јасно, меѓународната заедница нема никого да заштитува тука, земајќи во обзир дека ВМРО ДПМН има јасна евроатлантска ориентација. Тоа што Западот го интересира, дали ние остануваме во нивниот клуб. Тоа ги интересира. Дали ќе биде Петко Станко, помалку ги интересира. Ако се јавил некаков сомнеж во минатото за евроатлантската ориентација на ВМРО ДПМН, сега таков сомнеж нема. Тоа е едната работа. Втората, медиумите Веќе сега ги замислувам како се раздеруваат разните видите тие цивили, сега фронтлайни, одма сега нели она што некогаш беше курир, што беше обвинуван дека биде курир, сега масовно како модел се реплицира од СДСМ. Верувам и од ДУИ, само не следам медиуми на албански јазик заради непознавање на јазикот. Проширено надградено е, што следам, да. Значи тоа нема иднина. Тоа ќе заврши. Луѓето не се толку глупи. Може во моменти не разбираат некои работи, може да им треба малку повеќе време, ова со голема пропаганда никој не ја купува. Меѓутоа, затоа јас говорам, ние ќе бараме поширок консенсус во општеството, бидејќи на сите веќе помалку ни станува јасно дека вака не оди. Не оди со преполни јавни предпријатија, со преполно образование, со преполно здравството не е преполно, тоа е полуиспразнато. Значи ние мораме негде да направиме рез, за негде да подобриме и да обезбедиме брза стабилизација на институциите. Институциите ќе се стабилизираат ако видат дека лидерството има интегритет. И потоа ако јавноста виде дека лидерот на ВМРО ДПМН прво што ќе направи првата година на владење да земе концесија на име на сопруга, на син, на внуци, да купуваат десетици милиони. Ова е мало место. Све се дознало, све се знае. Значи, мислам дека секако нема да ја биде агендата. Пошто нас ни е потребно лидерство, водство со пример. Јас верувам дека ВМРО ДПМН ќе состави влада која ќе биде за пример и таа влада се надам дека ќе биде на поширока основа. Плековски. За да ги направиме резовите што мора да ги направиме. Јас не верувам, туку не сакам да помислам дека ВМРО ДПМН кога ќе дојде на власт ќе почне да се занимава со корупција како што тоа го прави сега СДСМ. Не сакам да помислам такво нешто, тоа што можам да гарантирам. Тоа ќе биде смрт за Македонија за секогаш. Мене прашањето ми е друго суштинско. И ово го поврзувам со едно друго прашање. Одговорно тврдам дека во сегашното раководство на ВМРО ДПМН никој не ја гледа еднината во странство. Исто така многу важно прашање. Значи морам да кажам дека немаат имоти во странство, не спремат позиции во Хрватска, во Италија, во Грција, во Дубај. Да. Така натаму. Затоа што планира да биде тука планира да биде човек што меѓу другото и честно го живее животот. Значи, повторно велам, не сакам да помислам дека ВМРО ќе влезе во вакви игри како сега, затоа што е смрт и за ВМРО и за Македонија. Мене ми е друго прашањето. Искрено, се плашам дека во идеална ситуација, каде што ќе има добри планови, добри стратегии, добри луѓе на високи места, ВМРО ќе направи влада без Дујеве, да речеме. Но се плашам дека еден повик од Еди Рама во Тирана или повик од еден Албин Курти во Приштина ќе ги премисли и Беса, и Алијанса, и Алтернатива и ќе рече чекајте луѓе, сега ова е напад врз албанците во Македонија, тие се победничка партија, тоа што пазете.
4 предмети има Вилма Русковска во специјалното, не во специјално него организиран криминал кај Ислама Бази, кој што се знае дека се готови предметите, чисти предмети. Имате се има критична пријава за Артан Груби и за Рустеми од македонски патишта. Имате внуците на Али Ахмети, огромен скандал каде што директно Али Ахмети е инволвиран, неговиот сват, неговиот син, значи зет му и така натаму и така натаму. Имате десетина луѓе во врвот на ДУИ кои што ќе мора да се соочат со законот. Дали ќе завршат до затвор, не знам. Во таква ситуација јас сум сигурен дека Али Ахмети ќе ги повика сите албански партии во Тетово и го слушнав од еден човек, албанец кој што е добро инволвиран, не е во партиите, но добро инволвиран, вели ќе се соберат во Тетово и 22-3 пратеника и ќе бараат редефинирање на македонската држава. Јас од тоа не се плашам, тоа е нешто што ќе се случи, можеби, не знам. Има и такви планови, можеби нема. Што ќе прави тогаш ВМРО-ДПМН? Странците што ќе прават? Дали ќе речат, добро, тераме до крај да Македонија да ја турнеме кон подобро, или дај да смириме тензиите со албанците? Се разбираме на крај ќе биде дали ќе прифатиме корумпирано ДУИ под закана за војна, пошто редефинирање на Македонија е закана за војна. Да. Значи, морам да кажам, сите што размислуваат за територијални решенија на етничките проблеми, треба да разберат дека тоа не е возможно без војна. Затоа што во основа замислената Илирида е многу поразлична од замислата на македонците. И кога има големи разлики во замислите, тогаш е неминовно да има конфликт. Ако е тоа уцената, мислам дека треба да прифатиме можеби помисел на ужасен крај, отколку ужас без крај, пошто останувањето на корупцијата на ова ниво секако ќе биде крај на Македонија. После мониторинг на судскиот совет ќе добиеме мониторинг на буџетот и ќе добиеме некој борд што ќе ја води државата заради нашата неспособност да го водиме општеството, финансиите на државата. Лековски, Значи, имаме... мораме да го надминеме тој страв. Ова е многу важно прашање. Ако бидеме под закана уцена, мораме да отфрлиме закана уцена. Тоа и го повезувам и со бугарското прашање. Значи, јас повеќе пати давам изјави. Во Македонија, најголем дел од бугарската заедница не може да се идентификува со Пендиков. Кој е криминалец, кој иска кој од диамантот, кој веќе го забравивме. Кој едно време беше Македонец од Албанија, па албанец беше... Грк, имаше грчко име, да. доаѓаше на прослави на рамковниот договор. Кој го памти кој од диамантот? Никој. И Пендиков никој нема да го памти. Јас сум со голема самодева и сигурност дека нема да имаме никаква штета од нормалните и лојални бугари. Тоа се огромно мнозинство. Ово што гледаме другото се криминални шеми. Не се бугари, тие се криминалци кои викаат дека се бугари. Значи, не ми е мене проблемот, значи немам ни проблем ни со мојата самодовеба, ни со мојот идентитет ако има бугари во уставот. Мене ми е проблем дека ќе биде под бугарска уцена и диктат и дека тоа ќе ни исцрпува енергијата, како што ни исцрпува енергијата корупцијата на ДУИ. Дека ние место да размислуваме за развој, како да подобри Македонија, како да подобри ово, како да подобри оно, ќе тонеме во глупости. И ние мора во еден момент да се одлучиме. Добро, но стравот кај граѓаните мислите дека ќе успеат да прекажат преку него. Знаете зашто го спомнавме веќе моментот со ДУИ кој што секогаш се заканува со радикализација, Али Ахмети пред неколку дена имаше говор во кој што повторно потсети дека мирот во државата зависи од ДУИ, дека ДУИ е таа која што ја одржува практично Види, ако Македонија на тоа деведже, да мирот зависи од една политичка партија или една личност, тогаш не заслужуваме да бидеме држава. Колку да го сакаме или не го сакаме Албин Курти, покажува како се прави држава. се гради, да. Затоа што не подлегна на оно што он го цени за уцена и диктат. Каде што цела меѓународна заедница направи салто мортале и го стави Албин Курти и Косово под санкции.
Значи, мора да покажеме некое достоинство, мора да покажеме што сакаме. Никој ништо нема против никого. Меѓутоа, мораме да се согласиме. И ово не е против ДУИ, туку зборам за актуелното ДУИ, како што можеби во минатото ВМРО-ДПМН имало корумпирани Рок Груевски и Сашо Мелков се на црната листа на САД, не забораваме така тоа, да. Значи, тоа не може да биде стигматизација за сите ВМРО-овци, 350.000 во моментот гласачи што ги имаше на последните избори, или колку и да беа. Значи, ние мораме да изградиме свест дека под било каква закана мораме да го тргнеме коровот од житото. И да знаеме што е жито, што е коров. И таа борба ни е неминовна, значи ние нема да издржиме. Дали ќе има закани со војна или тивко распагање, резултатот ќе биде се исто, ќе нема институции, ќе нема држава. За жал се гласуваме. Уште едно прашање пред рекламите, драга, дали имаме. Го слушнав генералниот секретар на СДСМ Мили Зечевиќ пред 10 дена изјави дека нема зошто да се спојуваат изборите, дека треба да има прво претседателски избори, а потоа да има парламентарни избори. Не можам да ја најдам логиката, ќе се потрошат за двата изборни циклуси, ако дадат посебно сигурно 25-30 милиони евра, ако дадат заедно веројатно на пола или две третини. Значи е јасно, дури со уставните измени, има цела една година не ги доставија во собрање. Значи што прави дури СДСМ? Секој можен ден да го купат, пошто знаат дека ќе им бидат последни денови во владата. Значи сега се надева дека некако ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставните измени и дека ќе се смени нешто во нивната судбина. Ако не гласа, тогаш да купиме време, да странците не притиснат на предвремени избори, пошто нека има време да се смени нешто ова година. Значи, лека долекуваме за да се потроши септември како можен термин за избори и тогаш ќе биде нели пак да купуваме време за во април да не бидат изборите. Повторно со надеж дека нивниот кандидат на едни корумпирани нечисти избори ќе победи и дека тоа некако ќе ги спаси. СДСМ забрана приказна, туку дуи дека некако ќе се спаси, да има ВМРО недоволно пратеници за самостојно формирање на влада и некако дуи со сила да се пикне за да си обезбеди ова за што ти разговараше пред малку. Значи све не каква Европска унија, каква демократија, важно е да се купи уште некој ден во надеж дека некако на ВМРО-ДПМН ќе му падне рейтингот и дека дуи ќе се спаси. Но Клековски, на СДСМ му нема спас. Вие подобро знаете од мене. Уставни измени нема, не може да има едноставно и тоа го знаат луѓето во СДСМ во дуи. Мене логиката ми е чудна. На тие претседателски избори СДСМ и ДУИ, еве и Алијанса заедно додат сите заедно. Па дури и сите албански политички партии. Тоа не се повеќе од 350-360 гласа максимални. Видите, кога ќе ставите и шуторогато веќе, не знаете што ќе добиете на крајот како исход. Јас памтам кога Лјупчо Георгиевски влезе во коалиција со СДСМ, од ВМРО-НП во Велес Миката, како да гласам за овие што до вчера се плюкавме и се обвинувавме за најтешки гревови и можеби некои клиенти што ќе станат директори ќе гласаат, ама голем дел од луѓето не се клиенти, се нормални, разумни луѓе. 97-8% се така. Кон што ќе води ова? Значи тоа дека сите ќе гласат, една работа, втора, сите албанци на една страна ќе има контраефект по СДСМ кандидатот. Затоа што тоа ќе направи поларизација на македонската страна и може многу лесно да се случи, па сите македонци да гласат за другиот кандидат, што ќе биде непосакуван ефект. И албанците кога се здружуваат, секојаш треба да размислат дека едното здружување може да предизвика здружување на другата страна и кај што идеолошки некомпатибилни ќе видат вие така и ние ќе направиме така. Значи, таа комбинација е ризична. ВМРО предлогот е здраворазумски. Претседателски избори нема да бидат успешни без парламентарни избори. 40% е излезност. Во вториот круг цензус. Во сегашните услови 40% излезност, 60% излезност. Што пола држава нема.
Минимум треба и околу 730 сигурно000. никој нема да носи авиони и автобуси од диаспората да гласаат за председателски избори, пошто нема такво значење за политичките процеси, да. Се работи за бројка од 730.000 луѓе од прилика гласови кои што треба да бидат дадени за да успеат тие избори. Па ВМРО, ДПМН и СДСМ да се напрегнат, ќе биде многу тешко. Значи, јас стално викам, мобилизацијата за председателски избори, за гласање мобилизацијата е најтешка. Пошто луѓето не ја доживуваат како институција, позиција која многу влие, а и ни клиентелистички не е важна. Може да вработи 20 луѓе. Нема тендери, нема вработувања. Не, значи нема мог за мобилизација да збориме, едноставно и реално. Многу поважни се локалните и парламентарните избори. Затоа ние до сега во повеќе наврати комбиниравме да еден од круговите за председателските избори се совпадне со некој од круговите, кај што луѓето секако ќе гласат на локални и парламентарни избори. Ако СДСМ сака по секоја цена да има неуспешни председателски избори, значи и ВМРО да запне, ќе бидат неуспешни. Тоа ми е следното прашање. Може некој од партиите да бойкотира? Не знам дали вие во ВМРО имате некаква стратегија. Не, ние размислуваме на учество на изборите. Меѓутоа, не би сакали да учествуваме во нецелисходно трошење на парите на граѓаните. Но што ако целта е на СДСМ да ви спровоцираат да ги бойкотирате председателските избори, за да ве прикажат повторно дека вие не сте антизападни, па и деконструктивни, дека не сте позитивни. А они кои не влегува собрание какви беа? Добро, се, тоа е веќе прашање. Тоа е во зависи од околностите. Овдека мора да побараме пауза за реклами, разговараме со Сашо Клековски, член на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Продолжуваме со вториот пократок дел на Заспи ако може за вечерва. Разговараме со Сашо Клековски, член на ИК на ВМРО ДПМН. Многу интересна дебата, морам да признам. Зборуваме повеќе за ДУИ, ми се чини во првиот дел од емисијата, сега малку околу СДСМ или конкретно околу премиерот Ковачевски. Значи, додека на домашен терен успесите се такви какви што се, премиерот очигледно набива една агенда надвор. Пред неколку дена беше на средба со германскиот канцелар Олаф Шолц. Сега го искористи практично самитот на НАТО. Вчера имаше блиц средба со Џозеф Бајден, со американскиот председател. Тоа не е блиц средба, тоа е ракување. Ракување, кој што тој го нарече кратка средба, на која што биле споделени разговарања за важноста на европските и евроатлантските интеграции на Македонија и така натаму. Сме виделе вакви средби и порано во Прашањето кој го слика, дали Бујар Османи на фотографот, ја тоа не можам да разберам. Не е јасно. Денеска исто така председателот на владата се сретна и со Зеленски, и со Мицотакис, со цела плејада. Сакам да кажам, се користи секој момент, што веројатно е во политичка смисла исправно, да се прикаже дека оваа актуелна влада е дел веќе од тој евроатлантски свет и дека таа може да се носи со предизвиците дури. Значи они ја представуваат Македонија во односите со странство. Значи номално Стево Пендаровски, Ковачевски, Бујар Османи да бидат представниците на Македонија во странство. Кога ВМРО ДПМН ќе победи на председателските и парламентарни избори, ќе има своји представници кои исто мислам и подобро ќе бидат примени, пошто нашите представници од сега развиваат соработка нормално со истата идеолошка страна, со европските народни партии. Значи, ние имаме луѓе кои ќе бидат на тие три позиции, кои имаат одлични односи со Брисел, со Германија, со Хрватска, со Унгарија, со еден куп... Но Клековски, зборот ми беше дека оваа актуелна постава владина практично целиот свој ангажман последниот период го носи во тој правец, бидејќи нема што друго. Се инсистира на тој успех во наводници го става. Не го кажавме, има две мантри. Првата е ние сме про ЕУ, ВМРО е анти ЕУ и втората е сите сме исти. А ако сме сите исти, валјда сме сите за ЕУ. Мислам, да, ова е малку парадоксално, да. Втората е демантира прва. Или тоа е само за крадењето. Да, значи мораме да признаеме дека овие самити се стоиме на иста маса. Сега ќе се потенцира дека ние сме на иста маса во НАТО, дека тоа е резултат на големиот успех на СДСМ за тоа што го смени името на државата. Бранко Црвенковски, Никола Груевски беа на самитот во НАТО
2008. 2008 година, 2008 во Букуреш Пред бев 15 тамо. години. Да, може уште еден пример да дам подобар од Бранко и од Груевски. 2005 година, пред изборите во Македонија, Бучковски стана единствениот председател, освен Боris Рајковски, што влегол во волната, се имаше средба тогаш со Буш. Буш, да. Помладиот. Види, реално надвор Борис Трајковски и Бучковски, веројатно ние не сме имале политичар што имал толку суштински односи со Вашингтон. Но Бучковски изгуби на следните избори, иако водеше со 5-6% пред избори. Да, затоа што го саботира дома. Мојабетот ми е дека не помага ако он се сретне со Столтенберг, со кој Некако сака што Груевски до последното не ги изгуби изборите покрај сите сознанија за што се случувало позади сцената, позади отворените закани од Могерини, од слични ликови кои веќе не се у политика, он не ги изгуби изборите. Ние сакаме да се оградиме од евентуалната погрешна ориентација во тој период. Претпоставам некои комуникации со Москва не беа добронамерно сватени во Вашингтон. Ние сме јасно определени на евроатлантската страна и сме посветени на градење на одлични односи со целата заедница. Клековски, овој момент е важен, за да се обидува преку меѓународна нека комуникација да прикаже дека се успешни и тоа ми се чини дека граѓаните го гледаат дека е гола вода, народно кажано. Проблемот е како ние овде, за тоа сакам да ве замолам за ваша анализа и можеби некакво решение. Кажавте претходно што треба да се случи генерално. Ние го имаме еден Рамиз Мерко, кој што и во времето на ВМРО и на СДСМ имал 30 кривични пријави. 30 кривични пријави, вчера го разговараме тоа со Драјан Овде. Но некој ги чувал. И еден пример дадов завчера на само вистина, Рамиз Мерко го контролира Судот. Тој го контролира судот во Струга, во Охрид, не е важно, а обвинителите кои што го гонат Рамиз Мерко ги контролира пронашен министер за труд социјала Джелал Бајрами се вика. Човекот сега е заменик државен јавен обвинител. Тој беше министерот Дуј беше. Тој магичен круг врзан не е само со Дуј, тоа го имало и времето на ВМРО, го има и сега СДСМ кадри го има. Како да излеземе тој магичен круг? Ние треба прво да се соочиме со реалноста дека Македонија е премала земја за да избегнеме непотизам и фаворизам. Премало кој сме? Со 1,5 милиони луѓе сме. Половината ни се роднини, другата половина ни се пријатели. Значи, треба да влеземе со јасна свест дека затоа што сме мали, многу блиски, судирни интереси постојат. Прашањето е како да обезбедиме што поголема дистанца, пошто некогаш географската дистанца прави или политичката дистанца прави дистанца во однос на овие проблеми со непотизмот и со сличните. Банално, и затоа ја викам, џабе се судски реформи, пошто ние неколку пати правиме судски реформи, ако луѓето немат интегритет. А нема санкции да се казни тој неинтегритет? Па нема, затоа што тој неинтегритет е во целата вертикала. Значи, ние можеме да најдеме начин, без разлика на... Значи, да најдеме најдобри примери без разлика на партиската припадност, да назначиме соодветни луѓе на... Да не се водиме од политика наши се, туку дали се добри за Македонија. Можеме да направиме таа отстапка и треба да бараме пример. Деновија читав дека во Кина една од основите на меритократскиот систем кој постои уште од Конфуције, дека функционери комунистичката партија не може да бидат функционери на 500 километри од нивното родно место. За да се ние на 500 километри ќе стигнеме на Црно море или на Бело море. Меѓутоа, еве за почеток дека предметите против Мерко не може да бидат во Стушкиот суд. И не може да ги контролира човек кој што бил министер на Дуј, например. Кој бил во иста партија, пошто ние сите мора да декларираме судирни интереси. И јас сега веќе како извршен комитет морам во банка да декларирам дека сум функционер на партијата. Значи јас морам да подготвам листа, и јас да ја подготвам листата, со кого мислам дека имам судирни интереси, нормално дека членови на фамилија, членови на
потесни кругови со кои сум работел, ми се во судени интереси да кажеме, јас за овие работи не можам да одлучувам. И треба да има доблест во обвинителството и во судството таква, а не е непознато кога имало пречки заради близината да судски спорови се водат во други судови, не во локалните, пошто локализмите ќе ни бидат голем проблем. И тие се проблеми во стопански спорови, не само во политички вакви ситуации за корупција. И ние мораме да размислуваме, меѓутоа во еден момент мора да кажеме не е важно дали е наш. Важно е дали врши работа. Јас имам една изрека која многу е ценама од Дeng Xiaoping. Овде сака бидете обвинети за кинеска пропаганда. Може. Кој вели не е важно дали мачката е црна или бела, туку дали лови глувци. Така е. Ми се Значи, поентата ми е мене, искрено да ви кажам, значи, аз сум од семено потекло кај што има и ВМРО и СДСМ. Пријатели од сите етнички заедници, повезан со многу странски пријатели. Значи, мене не ми е многу важно, осим за неколку идеолошки прашања, дали СДСМ или ВМРО ДПМН ќе ја водат земјата, која водат во исправна насока. Мене ми е важно да земја води во исправна насока. Во моментот мислам дека ВМРО ДПМН е единственото што има капацитет да изнесе Македонија во исправна насока и затоа сум на таа страна. Значи, ние мораме како општество да сватиме дека некој треба да води некоја институција зашто е добар. И секако и тој има ограничување, затоа што долго владење секогаш води во проблеми и сум согласен дека на по 2 или 3 мандати луѓето треба да се менуваат, да не бидат веќе на тие позиции или во тие сектори, за да се спречи долготрајни односи внатре во институциите. Значи има како да го постигнеме тоа, ама прво мораме да скинеме дека мора по функциите да бидат само наши, дека мораме да бидеме квалификувани луѓе без разлика дали се во моментот членови или не се членови, и многото успесите во минатото на ДПМН се во мобилизација и на нечленови. Се сеќавате на минати состави на владите на ВМРО ДПМН. И по пола влада имаше. Само на крај да кажам еден многу добар принцип го кажа овде Панче Точковски, адвокатот кој што е член така на извршен комитет на ВМРО ДПМН, кој што кажа дека тој никогаш нема да влезе во правосудни институции заради тоа што има лични емоции, не сака да ги меша личните емоции со институциите кои што треба да бидат независни, објективни, независни. И тоа многу ми се бедни за како принцип. Има луѓе што се одлични адвокати, пошто се opinionated, зашто имаат став. Да. Ама ако имате став, не сте добар за судија. Пошто судијата треба да влезе со правничко знаење, ама без став за одредени работи, пошто мора да ги цени аргументите објективно, независно од што е неговата идеологија и кој е таму. Значи, мислам дека треба цела Македонија да се мобилизира, ВМРО ДПМН мислам дека во моментот е најдобриот избор и дека ќе демонстрира уште во првата година дека ќе раскине со некои практики што ја влечат Македонија надоле. Ве држиме за збор. Сашо Глековски, благодариме за вечерашното гостување. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 знаете веќе емисија во повторно си Горан Маминовски. До тогаш пријатно.